Возбудливата приказна за таксистот кој води двоен живот и се губи во сопствените лаги љубовникот во голем стил маестрално беше одиграна од членовите на драмското студио Тетово во Белград. Тие настапија во Народниот театар во рамките на манифестацијата Денови на македонската култура, која се одржа по 4-ти пат, а е организирана од Сдруженијето Македониум. По 6-месечните интензивни подготовки, урнебесната комедија Љубовникот во голем стил беше одлично прифатена од белградската публика во преполната сала. Тоа што беше изведена на македонски јазик не представуваше проблем за присутните кои задоволно ја следеа представата. Атмосферата во театарот беше феноменална, а публиката не испрати со овации, вели режисерот Игор Бачовски. 15 мај навистина се случена голема работа за драмското студио Тетово, бидејќи драмското студио гостуваше во рамките на манифестацијата Деновите на македонската култура во Белград, по покана на Сдруженијето на македонци Македониум во Народно позориште во Белград со представата Љубовникот во голем стил. Морам да кажам дека уште кога ја добивме поканата, за нас тоа представуваше наистина огромен предизвик, бидејќи навистина не е мала работа да се гостува во Народно позориште. Тоа е една од најстарите институции барем за Република Србија и на Балканот, претпоставувам. И навистина се подготвувавме 6 месеци интензивно за ова манифестација и за да се представиме пред белграѓани во најдобро светло што може да се представиме. Мислам дека атмосферата во Белград беше феноменална. Навистина публиката феноменално не пречека и не испрати со овации. Јас до сега не ми се случило да 3 пати ме вратат на бис, а тоа ни се случи во Белград, навистина феноменално не пречека и ја прифатија публиката представата, иако на прв поглед се плашевме, бидејќи играме на македонски јазик, како тоа сеќе се прифати од публиката, меѓутоа баш поради тоа што и голем број на македонци беа на представата, а и нивните пријатели од Србија, од Белград поточно, одлично и многу симпатично биде нашата представа, баш што се играше на македонски јазик. Посебно им беше интересен Лазар Саровски Марта, бидејќи он имаше така малку по-специфична улога и мислам дека навистина не знам, еве помина 7 дена од како ја дадовме представата, се уште ги слабирам впечатоците, ама навистина ова ќе го памтим цел живот. Прво морам да ја пофалам луѓето кои беа зад сцената. Например, тука беше Александар Михайловски Кикиш и Душко Пекеницки, кои без нив прво ја помогнаа околу сцената, околу светлото, околу музиката. Значи тие луѓе морам да ја пофалим, наистина луѓето се дадоа се од себе, а после и глумарската екипа која навистина изигра феноменално. Еве отворено уште еднаш им заблагодарувам од сите, и од моје лично име како режисер на представата, дека навистина изиграе феноменално. Тоа мислим и публиката го осети, го почувствува и после представата кога се дружевме со публиката, бидејќи имаше коктел организиран од амбасадата на Република Македонија и од Сдруженијето Македониум, навистина сите добивме пофалби и мислам дека ќе продолжи соработката на драмско студио со Сдруженијето Македониум. Македонците кои живеат во Белград имаа можност за момент да се вратат на своите корени и да уживаат во театарска изведба на македонски јазик. За одличниот прием во Белград говорат и многобројните написи и позитивни критики по белградските сајтови и весници. За тоа се заслужни актерите од драмското студио Тетово, кои како што вели Глигорие Стојановски, она што најмногу ги спојува покрај театарот е пријателството. Секое наше патување е приказна за себе и другарството е нас единствено нешто што не спојува покрај театарот нормално. Овој пат стварно имавме многу беричетно патување со оглед дека небо и земја се состае тие 3 дена, врнеше, ама нас не ни представуваше проблем да си изиграме добра представа со оглед на тоа дека се спремавме 6 месеци за ова, како што рече Бачо, и мислам дека ова беше шлак на тортата, еден врв на нашето бавење со глума и со театар. Представата помина одлично од аспект на преголем публицитет доби представата, со тоа што имавме интервју за телевизија Пинк пред представата, ги следеа нашите подготовки за представата. Потоа имаше од политика, имаше и напис за драмското студио за гостувањето во Народно позориште и во политика. Многу сајтови го испратија нашето гостување тамо
И еве и од моја страна благодарност до фантастичните домаќини таму кои се погрижија на вистина да изгледа тоа професионално, максимално до секој детал, до брендирани врезници, до билборди, до луѓе убави. Еве можам слободно да кажам дека кремот македонски што живее во Србија беше присутен на представата. Видовме некоја солза радостица што ете така се почувствува како свој на своето. Мислам дека оваа екипа ништо не ја спречува во намерата да го покаже тоа што треба да покаже на вистина. Може и нескромно еве од моја страна, ама стварно изигравме феноменално со без исклучок. У многу представи се дешавало некој нешто да омане, ама овој пат стварно бевмо како еден оркестар со добар диригент. За време на нашиот престој во Белград ја посетивме изложбата на нашиот Будимир Апостоловски, копаничар кој фантастична изложба направи. Морам да ја пофалам и главниот организатор на сево ова, главниот кривец под наводници Елизабета Стојановска Ивановиќ, која на вистина беше фантастичен домаќин и беше многу и беше мило што ете ние направивме добра представа, а нас ни беше уште помило што не ја изневеривме незината доверба за да ете што не покани таму да гостуваме и да играме представа на Народно позориште Сена Раша Плаовиќ. Настапите на членовите од драмското студио Тетово не завршуваат тука. Тие продолжуваат со гостување и промовирање на македонската култура. Доближуваат дел од театарската магија која ја креираат на сцената и до публиката надвор од нашава земја. Во 2015-та ќе присуствуваат на манифестацијата Нушиќеви денови во Смедерево и на денови на комедијата во Јагодина. Деновите на македонската култура во Белград годинава се одржаа под мотото Допирот на Македонија. На манифестацијата беше промовирана македонската култура и уметност, а присуствуваа голем број истакнати автори од земјава.